да го почнеме новото видео. Добро утро ти. Добро утро. Што ќе јадеш? Дојде и ви Ајде, само ја да ви покажам први нешто што имаме поглед. Гледате го сонцево, луѓе, гледате го ова, изгреј сонце. Ајде Марк да видиме што ќе јадеш. А еве го ресторанот каде што сме и гледа го каков бафет има за јадење овдека. ото вие сакам. Добро, раката не таму внатре да ставаш, од надвор покажувај. Друго? Не киперки, него и тоа што е одговор на него. Добро. Некако сос. Видете го изборов, луѓе. Од пиле млеко. Овдека за омлет се чека. Секако вид на тесто, свежи џусови смуди, овоше, благо, уште Овоше благо. пак. Ти овоше јадеш? Да, Имаш ако сакаш просеко да пиеш и еден тон на вакви колкац сеченици. Ајде сега да си земам да јадам, зашто веќе сум многу гладен, а и немаме време, мора да одиме. Завршивме со доручек, сега одиме. Почнуваме на опасна тура со кабриолети од 52 година. Да го покажам хотелот колку е добар. Уже денес сме тука, после ќе одиме. Одиме, спремен? да. Со камерата. Прва мисија на Марк за фотографирање. Мама ќе ја зиеме? Ај, мама. Океј, спремни? Спремни. Имаме картици, имаме 360, имаме GoPro, имаме Canon, имаме Samsung, имаме се за фотографирање. Марк има Canon. Покажи хотелот, колку е фенси внатре тука. Ова не е за нас, ние си сакаме homestay. Куба е најдобрата држава. А Македонија? Најдобрата исто. Ха, го фатим. Ова ни е нашиот шофер, со него ќе одиме. А ние издај Хавиер. Хавиер, океј, nice to meet you. Треба да купам вакво сомбреро. Сите имаат. Ја мислев дека сомбреро е само во Мексико, ама уствари и овие ги викат сомбреро. Мислам дека сомбреро е капа, треба да провериме на Google. Многу сме игноранти вака. Ете го наш шефот Чупа Чупс. Во Куба немаме многу пешачки, така да име најобично. Ајде, little boss, little heifer. Почнуваме. Тато, работиш? Да, Добри фотки? да. Ајде, сликај. Само што стигнавме на плоштадот на револуцијата, големо празно нешто, што нема жив човек, што реално искрено да ви кажам, животот во Хавана се случува на улиците, на малите улички помеѓу зградите каде што живеат. Најчесто ќе гледате луѓе кои од своите домови, од своите ходници продаваат нешто, буквално се врти. Таква љубов поготово, сите се гушкаат, сите се сакаат, толку бакнеж летаат на сите страни, ова е нешто не видено. И нормално љубовта кон своите лидери. Ова сега го гледаме Жозе Марти, тој е Марти, еден од најпознатите писатели и еден од најголемите патриоти на кубанскиот народ. Поголемиот дел од живот го има поминато во екзил во Америка, но се враќа во првиот бунт, буквално како со самоубиствен напад иде, само да покаже пред неговите следбеници дека е спремен да умре за Куба и он умира буквално. Значи онма само почнува војната, он е убиен. Таму го имаме Че Гевара, овдека го имаме Фидел и како што кажав, едно големо празно место. Еве како се паркирате со конвојот, односно со олтајмерите, и овдека девојчето од Джангл ќе ви раскажува се што знае она за овој дел овдека позади мене. А знае доста, да ви кажам искрено. Ај покажи ми некои фотки да видам. Аха, тоа што е? Ова е Тоа. тоа. Ете го. Ова е многу добро ова. Ова сакав да го сликам. Ја, мајче. И ова. И овата, тоа ајде. Браво. Добро. Кој му е татко и мајка? Еде го Че. Сега им кажував за Че и за знаете, овој Марти. Жозе Марти, да. Да, за тие што не ме знаете, што прв пат ме гледате, сега да знаете дека сум болен по историја и по политика и по сите тие работи, затоа можам ако сакате да зборам за утре, да вака без да прекидам, ама не сакате да ме слушате толку многу, зашто пак иде на 5-6 сата каде ќе зборам многу за работи кои не ви интересираат.
Знам дека многу од вас сакаат да ги видат коливе. Ова е Ford, после като знам која година, тоа е нашата. Го имаме овој Monster. Видете го овој звер, ист Ford како нашиот, со старото знакче. Внатре како во сладкара. Еве го Шевито. И крајниот. Ајде, Хавиер, vamos. Ajde, Javier. Ajde je sekade, po celom svetu, da. Yeah, when we say ajde, it's like vamos. Vamos. Значи, од дека порано домороците или оригиналните кубанци биле таино. Значи, те биле првите што биле тука и кога дошле шпанците, освен што ги потепале воено и од вируси и бактерии ги имаат ништо, 95% дури. Другите што останале веќе се припоиле и со тек на време се мешале со шпанците, а многу биле нормални робови. Потоа кога се развивала шеќерната индустрија и други индустрии се носеле на големо робови од Африка. Дури кога Хаити, Сан Доменг бил ослободен од страна на робови, шпанците не се исплашиле, туку го интензивирале носењето на робови. Значи маркетот за робови цветел во тоа време и газеле овде. За прв пат тогаш дошле да има повеќе африканци неголи европејци на кубанскиот остров. И нормално африканците заедно со нив, освен што ја земале и шпанската религија, односно европејската, тие си практикували нивни традиционални религии, спиритуализми и така натака. Ова место каде што сме сега е мешавина на тие две, каде што тука е свето место за многу кубанци и тука дури се прават жртви на кокошки. Прекрасна природа, сета што е прљаво, но мислам дека биде поразлично кога ќе доеме во Вињалес и во другите делови. Што мислиш ти? Не знам, тука има многу луѓе и каде што има многу луѓе се разбира дека има многу ѓубре. Ама сакав да ви кажам дека јас спремав за многу жешкото, затоа што обично кога идеме во Азија, таму Малајзија, Индонезија, многу е жешко и ичне ни треба долги работи, ама тука навечер е ептен. Не е ладно, ама свежичко, убаво. Стар дел Хавана е реално многу интересно, но оставено на времето. Буквално те враќа назад како да си во 50-тите, 60-тите години. Има многу за фотографирање. Искрено пак чекам да отидам да шетам, можеби назади сонце, изгреј сонце, кое е најубавото светло. Мада и сега интересно, добиваш многу контрасти. Полно е туристи, најмногу се од Шпанија што доаѓаат. Те велеа многу американци, но нема американци ич скоро да ви кажам. Но е жешко. Сега сме во зимно време и е жешко. Значи можам да замислам што се дешава тука кога е дождовна сезона. Сега е време да најдеме што да јадеме и да одмориме малце. Ова не е црква, ова е црквиште. Вие гледате каква градба е ова позади мене. Ово овде ви е аквадуктот. Да, плажата порано било до тука, значи ова било огромно нешто. Да, има аквадукт. Еве некој маркет. Еме што има тука? Алкохол, јадење, неколку конзерви дека. Тоа е тоа, козметика, еден тон и порцелан. Добро, ова е туристичкиот дел, така да ова што е тука е за туристи, можеби за тие малце што повеќе парички имаат во нив. Но ако видиме некои други места, баш ќе ви снимам едно видео цело за цените во маркет во Хавана. Ова што го видовте се купони за јадење, буквално тука пишува се од граф до лев, имаш вакви, се знае која куќа си, доаѓаш со твојот купон и си земаш тоа што толку има, буквално. Ова што беше можеби кај нас, не знам која година, но еве тука Србија што се 18 викаат дека имале они купони за лев во 1994. Види што можеш да јадеш во Хавана за $5. Нормално ресторанче, обавезно вентилатор, уште еден, бар од алкохол имаат се што душа ви сака.
Баш ка газдиве сакаат видео, а и фото. Стигна пицата, значи маргарита. Не знам зашо вака ја пакуваат кога ќе се спури сега. Pollo Океј. y vegetal. Грасијас. Еве екипа и тако. Хеј, стигнавме во хотел. Мислам, стигнав ја, они не беа со мене. Они си уживаа. Јавевме сега, од тука идеме на базен. После Old Timer Ride, вака завршиме денот. Вака се работи, само не кажам дека ја не лежам, се работам, сега ги правам фотографиите и видеата. И нормално уживаме со мохито. Овдека мохитово е 750, 2,5 евра. Пак поевтино од кај нас многу. Тоа бар со бакарди направено тоа што треба. Кај Марк? Марки плива, ајде да видиме што прави. Ајде да отидеме доле у океанот. Океанот, добро, ајде оди. Многу добар поглед има. Од базенот до целиот град. Најако место. Лириско, сега да видите како скокам. Ајде, 3, 2, 1. Хоп! Ова беше бомба. Да не кажете дека и мама не ужива, да се жалиме многу. И мама не плива. Обично и ти не пливаш. Не, јас фотографирам и после пливам. А да ви кажам, искрено, погледов е страшно, да не го покажа или го покажа погледов? Да. И тој таму? Покажи ми го и тој таму. Ајде. Еве тука од другиот крај погледот. И тука имаме бар. Ајде на здравие. О, што пиеш ти? Мохито. Мохито? Вау! Како мама и тато. На здравје. Cheers. Cheers everybody. Имаме проблем. Марк има еден тон трња во ногата, од боја на подлогата што е на базенот, значи пепел му е ногата. Гледате го. Нема дај. Гледа тука. И овде. Овие се пепел. Не мрда. Не мрде никако. Не можам ја да гледам. Jo, nem mocorog. Csak annyi kell, hogy nem mocorogjál, oké? Издржа машки, а? Izdrža da su poupatro se može, gledajte što imašem. Ova ne se, ама после ќе седи во када и мислам дека ќе биде окей. Ние кадава како сушара ја користиме се. Не знам за вас, ама ние кога идеме у хотел или било каде, ние бомба први ден, кога да се да вадиме камери, мамери, се тоа и така да не судете за тоа што ние бомба во собата. Ја знам зашто, затоа што кога патуваме, пред да патуваме, све пакувам како да носиме повеќе и после тоа сега ќе распакувам пак како да биде практично. Затоа сега извадам. Make sense? Да, make sense, така пишете во коментар, make sense. Да ја завршиме вечерта со прекрасна вечера за Марк, за нас пијачка, со ваков поглед и вакво место. Hi. So where's Mark? Барај го. Нема фуд, нема ни, само внатре ресторан. Кој има фингер фуд? Сите јадат пица. Емпанадас има, тоа што не кеш ти да едеш. Зашто не кеш да едеш емпанадас? Зашто бре трудна во Аргентина и се повреќеше од се. И само емпанадас јадевме. Еве го местово. Гледате таму цел поглед на Хавана. Еве го The Capital. Каков зум има Самсунгов. Ај кажете нешто за зумов на Samsung. Нарача нешто? Спагети за Марк. Да? За нас ништо. Што ќе пиеме? Ај пробај. Вакво нешто не сум ни држал до пред 36 години. Искрено, топ. А ти што сега да кажеш? Ја сакам да пијам, па знаеш да го пијам на базен. Вирджин мохито пие малиот. И еве за Марче последното. А и они се како нас, овдека пишува за ова, што е ова, фусили? Фусили, да. За фусили пише макрони. Исти како нас, бе, ние топлите народи вака си правиме. Добро утро. Се чекирам од хотелот, доле не чека превоз, одиме на Кибињалес, местото на пулите. Сега тргаме. Ја одам со овие папучи, овие одат у вода, овие се патики што одат у вода. Она ни е наш водич, да знаете, само е како буквално енциклопедија за Куба. Ако дојде со джангл, она, и не се покажа зашто се срами тоа. И Елена. Многу се срамат, а се знаат, поготово мало. Gracias. Добар ден.
Добро утро. Моментално поминуваме од Мирамар на селбата пред градието. Ова порано било само богаташите. Од 20 до 50 години тука живееле богатите. И сега припаѓаат на амбасади. Имам уште многу богаташи што живеат тука и политичари. Прва пауза, после некои си 2 сати возење, стигнавме некаде, не знам каде, но овде има палма која е типична за Куба. Ја викаат дебелата палма или палма со стомак. Тие куќички останало биле градени тука со помош на државата, им биле дадени овие ниви, но порано сите биле од дрво направени, но со ураганите почнувале да се уништуваат често и веќе луѓето одат напред и ставаат цемент. Еден Шевролет од кој знае која година. Не знам за вас, но мене ми се многу јаки овие возила. Види го ова. Што? Цяло време кога тато некаде гледа ресторан, сака да одиме да јадем. Да пиеме кафе, луѓе. Не ме издавај. Стварно да човек. А знаете што? Многу сум среќен што Марк фотографира. Не само што фотографира, него многу и добро фотографира. И сега сме 20 у тим. Сега нема шанси да пропуштиме фотографија некоја. Ако дојдете со джангл тука на Турала, да знаете само, во таа продавничка дека ви се плаќа се во евра и долари. Малецко шишенце вода ви е 1 евро. Но тука во ресторанот и другиот пар позади, добиваш ова за евро и пол би му дошло, пак е поголема и не мора да плаќаш евро, таму мора во евра да плаќаш. Сега одиме на кај пештерата. Ова се од времето на Чураси. Овие планини што ги видиме тука и пештерата. Правиме мал стоп да го видиме праисторискиот мурал кој е направен од еден познат кубански сликар. Овој овдека. И ова нешто е што ги прави кубанците многу горди. Имате насликано диносаурси, неандерталци, некакви фосили. Интересно нешто што вреди да се види. Сега дојдевме кај една пештера. Куево де Индио се вика ова тука. Куево де Индио. Ајде да видиме. Луѓе, природава е искрено страшна. Баш со Еди зборевме, ова многу не потсека на Камбоџа и Лаос до негде. Овој дел поготово тука е на Лаос многу, бидејќи ги има овие планини кои се магични со пештери. Стварно преубава природа. Девојкава. Сите ме прашува дали сакам слика. Не. Јас имам само една маđарка, таа ми е нейтив на мене. Таа ми е домородец. Да знаете дека може да се сликате тука, гледате како изгледа се, еве каде живееле. Ние не се сликаме вака, зашто јас сум строго на унгарски индијанци. Еве мојата индијанка. Не е многу црна, ама таква е, ама наша. Не знам што е ова уште. Сок од sugarcane. О, да бе. Пиевме во Камбоџа, да. Ама ова е со рум тука. Кон ром, кон но ром. Кон рум. Кој е со рум? Дај му го на Марк румот и ќе спие. Почнуваме сега, чуваме на пештерата, мама е веќе на 4ти рум. Како да не? Лажам. Најпоследни. Што сме? Најпоследни сме. Да, зашто мора да снимаме. Ама гледајте ова. Ова ваква имам дома. Огромна е. Како вид. Едит многу сака монстера. Не е монстер. Не е монстера, фикус, што е? Тип на фикус. Буквално природава тука е, не знам, ние сме повеќе планински, шумски тип на авантуристи. Јас сум за џунгла. Јас сум за планина. Баш како скали. Кажуваат дека има тука подземна река. Кај идеме со чамет? Оттаму не сме иделе со чамет.
Кристофер Колумбус. Само добра? Само добро, најдобро. Ова беше лудила. Гледајте ова. Можеме да купиме тука сувенири. Само што стигнаве во Вињалес на првата фарма за пури, конечно нешто што долку ве интересира, мене многу ме интересира ова. Ќе видиме од каде доаѓа срцето на оваа култура. Види го ова. Види го ова. Види ги овие куќарки. Значи буквално има дух Куба, што е застанат во 50-тите години, 60-тите да ги кажеме. Еве плантажата овдека. Имаме свинче што си одмара, имаме конче, имаме чичко што си работи. Еве како собираат топако. И свинчеве, мириса на шунка свинчеве. You feel the fire? I eat the fire. You see the fire. Овдека се сушат листовите. Немајте досораци. Еве како функционира Куба. Као Камбоџа, као Тајланд, као Мијанмар. Исто е. Но има душа. Сега сме на плантажа Тобако. Како видовте, пробавме пура, пробавме рум и сега разгледаме тука во дворот. Ова е какао. Сега нема овошје од какао, не знам како да кажам. И има многу интересни коли, нормално. Имаме пилиња, кокошка и има банана. Вака изгледа куќата. Мачка лавово се испие. Еве друштво, одиме во едно село, не знам каде не однесува, тука ќе бидеме на ручек. Гледате ги овие куќарки. Буквално назад во времето. Еве го нашиот ресторан за денеска. Добродошли. Welcome. Де сте видела оваква слика? Ова е со рипче, имаме ориз, имаме други разни работи убави, имаме пилешко. Грасијас. Ни стигна храната, имаме еден тон јадење, значи пафет буквално за сите, со традиционални кубански јадења и мислам дека е време да го завршиме ова видео тука. Ви благодарам што не гледате, што не следите, многу ни значи, многу ни помагате, искрено ви кажам, не знам, ми се смени животот кога го работиме ова со вас. Се гледаме наредно видео кој ќе биде од ова место каде што сме сега, бидејќи тука ќе бидеме утре ние сами, ќе ги истражуваме, ќе фотографираме и да, ви благодарам уште еднаш. Се гледаме.